Aria, hello. Hi, Deborah. Модните консултации сега се прават преку интернет, додека дизајнерката Мартина Дитрих им помага на своите клиенти да ја усогласат својата гардероба со посткарантинот. So what we need is Значи ни треба нешто од тука до тука, затоа што сите седиме пред лаптоп, компјутер, имаме состаноци на Zoom. and we have Zoom meetings. Пандемијата го промени начинот на живот. Исто така и модата се промени. Наместо познатиот канцелариски стил на облекување, сега удобноста е приоритет број 1. Во ерата на состаноци на Zoom, вниманието се префрла од целосната облека на она што може да се види во малиот прозорец на лаптоп. This coat you can also Ова сако можете да го облечете и обратно. Тогаш моделот е со отворен грб, но во овој случај вие седите пред компјутер. Јас секогаш ги дизајнирам моделите да можат да се носат на повеќе начини. just have it on Zoom. Њујорк се обидува да се прилагоди на новата нормала. Последиците од пандемијата се чувствуваат во сите сфери на животот, така што и работи што биле вкоренети во секојдневната рутина мора да се менуваат и прилагодуваат. Морам да следам лекции на интернет сега. Различно е кога сте на час и кога сте дома. Тука сум 35 години и никогаш не сум видел вакво нешто. Целата моја заштеда ја нема. Немам повеќе заштеда. Животот се промени. Работите што ги правев порано не можам да ги правам повеќе. Не можам да одам на местата на кои порано одев. Не можам да комуницирам со семејството. Последиците се огромни. Метрото е полупразно, бидејќи њујорчаните предпочитаат да шетаат. Луѓето заради релативна безбедност на работа одат со автомобил. Затворени се многу бизниси. До јануари над 600.000 работни места може да исчезнат. Продавниците кои се специјализирани за канцелариска облека, една по една, најавуваат банкрот. Майкл Потер размислува за нова канцеларија. Неговата компанија, наречена Monarch Capital, има канцелариски простор во оваа зграда уште од 2000-тата. Пандемијата го погоди инвестицискиот сектор тешко, а бизнисот едноставно не може да продолжи да работи како порано. You don't need as much support staff. Не ви треба толку персонал за поддршка. Ако работите од дома, многу работи завршувате сами. Многумина се надеваат дека септември ќе донесе некаква нормалност. Властите во Њујорк веќе објавија дека децата може да се вратат во училиштата, што значи дека некои родители може да почнат на работа.